таа Мери Николова. Да, јас. И вие решивте да го рушите Никола Груевски. Токму така. Овој боксерот Кличко во Украина ви е некој роднина? Па може би наликуваме еден на друг. А сигурно не наликувате, поиќе на Тимошенко ме наликувате, меѓутоа вие го преземавте символот на Кличко, а тоа е удар, тупаницата. Точно. И мислите дека боксеров во Македонија можете само на боксерски начин да го срушите? Ова власт само на таков начин би можела да се сруши. 2006 година Никола Груевски доаѓа и победува на изборите, користејќи ги оние символи на позната портокалова револуција во Украина, Јушченко, Тимошенко и така натаму. Вие сега сметате дека со користење исто така на украински символи, а тоа се на боксерот Кличко, дека може да го празите Груевски? Со самите символи на црното знаме и се поставува прашањето, значи зошто црно, цела Македонија е завиена во црно. Цел наш труд е усмерен кон поразување на оваа политика, не лично кон особата Груевски. Противникот ви е боксер. Противникот ни е боксер и имаме и ние боксери, така да нокаут, удари. Не се плашите дека може да завршите како боксерска вреќа? Па може и тоа да се прифати. Се што е добро во полза на народот, може се да се прифати. Знаете, вака како ве гледам, може би повеќе символ на вашето делување би требало да биде штикла, а не удар. Јас сум и штикла и удар. Ме навредат ли сите овие напади по вас, по социјалните мрежи, по порталите, ве нарекува чичолина на македонската политичка сцена? Како една жена со 2 деца, тоа може да го издржи? Воопште не ме навредува. Умеам да се носам со сето тоа, јас знам каква лична сум и продолжувам понатаму. И тоа сепак се тоа тешки навреди. Чичолина. Па, како тоа го доживувате? Еве, ако не сакате да сте чичолина, што сакате? Која би сакале да бидете? Силвана Бонева, например? Никако ни случајно. Би сакала да остана Мери Николова. Мери Николова стана позната на македонската јавност некаде пред 2 или пред 3 години, кога даде тоа интервју понеделникот Крема, кај што отворено преговори за незината љубовна врска со поранешниот министар за транспорт и врски Агром Буџаку, подоцна и кандидат за претседател од редовите на ДУИ, а сега амбасадор на Република Македонија во Франција. Вие бевте и станавте познати на јавноста со оно интервју кај што проговорувате за вашата врска со Агром Буџаку, поранешниот министар за транспорт, кандидат за претседател од редовите на ДУИ и амбасадор на Република Македонија во Франција. Да, јас сум таа Мери Николова. Агрон е еден прекрасен човек, интелектуалец кој што Македонија треба да се гордее со него. Тој нека наликува, сите останати нека наликуваат на него. Агрон е повеќе ценет во Европа отколку на македонската јавност. Какви се вашите односи сега со Буџаку, дали се уште? Прекрасни. Да, прекрасни. Освен што се прекрасни, формално правно. Ако веќе прашувате и уште повеќе се сакаме, нашата љубов, значи уште посилно. Значи ви имате подобри релации со Агром Буџаку отколку што ДУИ на пример има со СДСМ. Па може да се каже. Ака сте опасна жена, знаете. Кога слушам како давате енергични одговори, како настапувате во јавноста, тешко на Агром Буџаку. Со ваква жена, сигурно по бурек го праќате. Тоа никако, значи нивото го задржуваме, почита останува меѓу нас, секој се бориме за своите права, тој си се бори за неговите, политичката определба и нашето размислување не представува пречка да продолжи нашата љубов. Ако кога гледам, многу богато ми изгледате облечени на сликите на социјалните мрежи на Facebook и исто така. Може да се видат фотографии сликани пред Луи Витон, сликани со богата гардероба и така натаму. Кој побогато се облекува, вие или Шекеринска? Па не би сакала да одговорам на личност која што сега не е до мене. Инаку јас да облечам и гардероба од 20 евра, ќе кажа дека сум богато облечена. Значи треба да знаеш да се носиш со она, значи треба да знаеш да се онис. Треба да знаете да се носите со она што го носите, значи може да биде богато или скапо. Луи Витон не би сакала да одговорам на тоа прашање, сепак нека ги голицка оние кои што го започнаа тоа прашање, па да видиме докаде ќе одиме. А како ве гледам на некои фотографии на Facebook, сте накитени ко новогодишна елка, морам да признам. Например, која фотографија гледавте? Па не знам, она пред Луи Витон, например. Па ајде следниот пат дојдете заедно ќе се сликаме пред Луи Витон. И можеби за вас ќе кажат, еве на вашата девојка, жена, носите ташниот Луи Витон. Луи Витон добро што го украсив нивниот излог. Мојата ташна се знаеше која ја носев и мојата рака беше усмерена. Че вие сте вака со Луи Витон?
Па можам секогаш да бидам вака, но надворешно. А можете и вие исто со мене ако ме придружувате. Па би ја придружил да ви кажам право, меѓутоа јас не располагам со такви финансиски средства да можам да се накитам коелка и така накитам коелка. Дека бев накитена И така коелка. накитам коелка да излезам на Facebook, знаете, тоа сепак не одговара на новинарските стандарди или на стандардите на живеачката во Република Македонија. Па кажете каде ја видовте таа накитена Помногу елка? имате фотографија, не знам, како со падобран скокате, како сте, не знам, Па по вие плажи годите и така. на одмор со што скокате, со Со вашите подобран носе? не, Па со тогаш значи, подобран не. така? Тоа е скап одмор, знаете. Мислете За некој што дека сака тоа да е го- луксус ако го качите вашето дете да тоа што посака да го почувствува? Не, сам да кажам, господин Николова, дека ако сте решили да рушите на ваква власт, Господинот Груевски дали беше во Турција со неговото семејство во придружба со неговата мајка? Од чиви пари тој оди во најлуксузните хотели? Со чиви пари лета? Со чиви пари престојува неговата мајка? Значи, ние сепак, да бидам јасна на гледачите, самото представување, китењето на елка, носењето, стилот мој е личен мој живот. Јас не сум ниту во позиција за да некој ме оквалификува, јас ваква гардероба носам или онаква. Доколку имат желба да носат кој мојата гардероба, слободно нека дојдат ки подарам од нејс. господин Николова, како ќе острушите Груевски? Ова Македонија изминатите 7 или 8 години навистина влезе, ајде да речеме, во една комунистичка фаза. Кога е ерес да се биде богат, кога е ерес да се биде успешен, кога е ерес или е голем греф да се биде човек кој може да ужива во животот. Гледате која харанга се води кон вас. И велите, јас ќе опоразам Никола Груевски, кој глуми аскет на македонската политичка сцена, кој се слика во некој дрес јаса, какви што се носеле пред 20 години, кој безмалку кога ги дава оние изјави, ги дава облечен ко шофер на ЈСП. И вие сакате да го поразите тој Никола Груевски. Како? 4 лидери има на СДСМ тој човек поразено. Како вие ко Мери Николова ќе поразите Никола Груевски? Да не се лажеме, тешко е рушењето на оваа власт, зашто длабоко е навлезена во криминал. Меѓутоа, ако се освести оној народ кој што се уште е во некој зимски сон, да го крене гласот и да каже стоп на погрешните политики, стоп на оваа влада, стоп на ова недемократско општество, јас мислам дека Никола Груевски сам би дал оставка. Немојте тоа да мислите. Тој Зоран Заев мисли дека сам ќе даде оставка. Во оваа држава никој не дава оставка, господин Николова. Во оваа држава со кран некого да влечете од фотелја не може да го извлечете. Па затоа во оваа држава се појави една личност каде што со овој удар, доколку некој милом, значи фашистичка власт, недемократска власт се руши само со револуција. Значи ви би биле Јован Корлјанка, например. Па може. Би се соживеале со таа улога? Спремна сум. Нема што да изгубам во животот. Ке ви извадат се и се што, например. Нека извадат слободно. Сте биле ли член на ВМРО ДПМН? На ВМРО ДПМН никош не сум била член, тоа може да се... Сте биле гостинка на овие полнокни забави кои ги правеле Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Тоа беше напишано, тоа беше едно од обвинувањата. Нека покажат со докази, така да само краток е одговорот. Никош не сум била член на ВМРО ДПМН, имам роднини од ВМРО ДПМН, нормално како и сите ние граѓани. Некои од нив, значи, продолжуваме да остануваме во родбинска врска, некои се разделуваме. Инаку бев кандидат на листата на ВМРО Македонска, но и тогаш кога бев кандидат од страната кај Стојменов, бев против ВМРО ДПМН. Не бев против СДСМ. Па сите во јавноста знаат дека ВМРО Македонска требаше да влезе во коалиција со СДСМ. На трето место бевте на листата на ВМРО Македонска. Па и на прва да сум била. Носител беше Златко Стојменов. Точно. Внукот на Борис Стојменов. Така, да. Значи, вие сте сега типичен представник нова СДСМ. Ги има и шетано сите партии и на крај станува СДСМ. Вие гледате цела една булумента на луѓе залепени околу Зоран Заев, се луѓе кои не се СДСМовци. Па вака, јас искрено да ве прашам, значи, јас сум СДСМ од 97-ма во срце и во душа. Без книжка. И како сте од 97-ма? ВМРО Македонска, кога 2002 сте станале на трето место на листа на ВМРО Македонска. Јас кажувам без книжка. Без книжка. Господинот Бранко Црвенковски е икона во моите очи. Што се однесува до ВМРО Македонска, значи ВМРО Македонска исто настапив да го разбијам крилото на ВМРО ДПМН. Сега ова кога кажавте икона во вашите очи Бранко Црвенковски. Точно така. Нема СДСМ ни 50 луѓе на тие протести на удар да ви праќа.
Па не мора, зашто ја мешате политиката за овој удар? Ние за нас се за посебно ударот. алергични на Бранко Цренковски, знаете. Тука ни вакцина на Докич, пулмо вакцина не помага против Докич таа нека му даде алергија. вакцина на Никола Груевски, тој знае каква вакцина добивал од Докич, тоа го сите знаеме во јавност. Дали опозицијата или македонската опозиција стои за овој протест или овие организации, манифестации и политичко делување на групацијата Удар и дали групацијата Удар можеби треба да игра таа улога која играше гласот на светлината, кој беше помагал на страна на ВМРО ДПМН некој некаде 2005-2006 година одработи голема работа за победата на Никола Груевски на изборите 2006 година. Јас го почитувам господинот Заев и токму го поддржувам за враќање на средната класа. И вие да, баш сте средна класа вие. Па да, сум средна класа, јас. Средна класа со оние што имат куќи. Па добро, значи, според вас, луѓето не треба да се облекуваат, ајде голи да шетаме сега. Кои тежат некаде 8 до 10 милиони евра. Па дали сум само јас таа единствена? Сами кажува дека тежат 80 милиони евра, не сум го измислила јас тоа. Па добро, тие нека кажуваат, јас во своите интервјуи изјави дека себе. капиталот го направиле кој е ВМРО на власт, знаете. Јас немам капитал направено, ниту ми треба власт, ниту ми треба функција. Играчи за рушење на Никола Груевски. Знаете, народот тоа го препознава. Јас не гледам кај видовте играш за рушење на Никола Груевски. Ударот е за рушење на Никола Груевски. Ако доколку народот масовно излезе, кој што не е партиски, кој што не е определен, тогаш нека повели СДСМ, нека излезе на улица, нека ни помогне. Да направите на таква иконографија, да отпечатите, да смислите лого, да смислите символ, то сепак како луѓе поединци е тешко да го направите. Ма видете, СДСМ е демократска партија, не може да не контролира ние, значи што треба да организираме. Нема, веројатно знаете овој македонски амбиент, тука секоја стои одредена политичка сила, како што стоеше зад гласот на Која политичка сила стоеше зад ударот? Зошто не прашате дали СДСМ беше известена за овој удар? СДСМ нема благе везе со ударот. Тамо мислам дека пред вас фронтмен беше оној Ѓуро Ѓаковиќ. Ма како фронтмен да беше еден Ѓуро Ѓаковиќ. Ма не сакам да дискутирам, да го губам времето. Голем љубител на сок од грозје. Дали обично ферментирано или дестилирано, важно сок од грозје. А може би сокот од грозје го добива од власта, така да не сакам да дискутирам за личности кои што не вредат во мојата личност. Примани на највисоко ниво од Зоран Заев и од Оливер Спасовски. Каде тоа беа примени? Во салата за состаноци на СДСМ. Па не знам кој тоа, кој таа информација видел. Па не знам, можеби сме биле чисто онака да се видиме, да размениме нашето незадоволство. Не знам зошто ме го мешате господинот Оливер или господинот Заев. Па тие се едни прекрасни луѓе кои што навистина јас лично ќе се заложам да дојдат на власт. Знаете, и вреда да се проба тие луѓе да дојдат на власт. Бихачка не е Дизниленд, па кој како сака да влезе. А што е Бихачка? Значи Бихачка додека ги брка обичните луѓе, ВМРО затоа победува. Зашто го прима кај себе и оној со опинци, и оној од канта од тука што јади. Додека Бихачка не го прибере цел народ, Бихачка ќе има да губи. Не може да кажете, господи Никола, не стои СДСМ зад вас, кога тие луѓе сами ги стават профил фотографиите на Facebook од средбите со Заев и со Оливер Спасовски. Дури не треба ВМРО ни да истражува, не треба. Па видете, па ВМРО јас сега ќе отидам. Па сакате ли утре? Па немојте ве молам, значи јас утре да ги објавам сликите од ВМРО, тогаш сум ВМРО и така сум направена ВМРО. Па кажете, значи, дали сликата е веродостоен документ? Па јас имам и од Јанко Јади Бурек, па ги имам од сите, значи, нормално, имам слика со вас, можам и таа да ја објавам. Вие во која партија? Вие во која партија припаѓате? Не сум во која партија, пошто нема партија од центарот, а мене емисијата ми се вика во центар, нема партија од центарот, така да немам никаква партија, морам да ви признам, сум непартиски. Јас почитувајќи ве вас како новинар и не плашејќи се лично од вашите ставови, а па многу зошто Никола Груевски не го повикате во емисија? Последен пат дојде октомври 2000 година. И не се појави? Па Бога ми помина лошо. Па не може, зашто вие сте одличен новинар. Со символика на боксерот Владимир Кричко во Украина, или таа тупаница, или тој удар, всушност групацијата Удар сега сака да го сруши Никола Груевски и вели дека на боксерски начин може да се справат со боксерот Никола Груевски. Тука се поставува клучното прашање дали таа цела групација или фронтмените на таа групација може да завршат како обична боксерска вреќа на Никола Груевски, кој во изминатите 7 или 8 години буквално ги прегазува на политичката сцена 4 лидери на СДСМ. Ако ништо друго, тогаш нова госпоѓа или нова жена, Мери Николова, треба да се честита на незината храброст, бидејќи во ова време или во ова невреме, така фронтално да се влези во конфликт со Никола Груевски, тоа ретко кој го прави во Република Македонија. Проблемот е што веќе е налетана на одредена харанга на тие провладени медиуми, да се плашам дека на крајот може да заврши како обично мирено месо фрлено на политичкото буниште. Еве ако го поразите Груевски.
Теоретски. Еве, Теоретски зборуваме, ние практично немаме. Ако го поразите Груевски, кај ќе прославите? Во новиот театар МНТ, кај што прославуваше Шекеринска пред 2 месеци? Лично јас, Ако го победите, нели кај би прославиле во МНТ? Тоа сместа треба да се руши. Во каков барок луѓе ние треба да живееме? Па дајте ни барок на облека да шетаме, да се чувствуваме вистина како луѓе кои што ќе ни доликува, а не ние да шетаме кој вака облечен. Како ќе го рушите? Па вие не сте Гюнер Исмаил, тој ќе руши. Вие сте нели една прекрасна, фина дама, која знае да ужива во животот. Овде веќе нема прекрасна, јас можам да бидам и непрекрасна фина дама, значи кога сум клеткана во ова. Револуција, ова власт не може рушење со седење дома и со преси со ова. А вие навистина мислите револуција да правите? Па точно мислиме, ќе се обидиме. Народот ќе се освести, кој ќе види дека овој народ 1000 денара оди на пазар, кои продукти ги носи дома, кој ќе видите дека вашите дечиња, ова власт повикува правете деца, па ајде Никола Груевски, кои пари ги давате на тие трето, четврто дете, нека направи тој дете, нека чува, сега е во можност да го стори тоа, има висока плата и 5 деца нека направи. Кои работи на овој народ му се прави, му го поматуват мозокот, за 15.000 денара мене некој да ме натера да правам дете? Ве молам кој ниски удари од човек. Ковака ве слушам. Па вие како фативте залети Вучич во Србија ќе го срушите? Па ви има да рушите, па ви има да рушите, кам да се појави Вучич. Па ви има да рушите по Балканот влади, значи има да ви се плашат кога на времето Срđа Поповиќ беа од отпор. Па ви има да рушите Груевски. Па дури мислам црногорците ќе викнат и Мило Ѓукановиќ да го рушите. Јас немам за личности ништо против. Имам против оваа диктаторска власт. Имам против измачениот народ кој што го заблудува оваа власт. Дајте еден пример дека вистина кај нас течи мед и млеко. Па видите вие секој ден моето дете да гледа на телевизија. Овде лента пресекле, овде направиле реформи во здравството. Мојата мајка 3 месеца болна, можеби од рак, не може да оде да се оперира. Ма немојте, толку сум револтирана, значи на оваа власт, толку нелични мои проблеми на народот кој што го слушам секојдневно и кој што гледа во мене дека јас можам да му помогнам. Ако толку го сака да седа само, ова све седа самовци у владата. Јас го сакам и обично, јас го сакам и ВМРО-вци. Вистинските ВМРО-вци. Значи има многу луѓе незадоволни. Јас па искрено да ви кажам, неки гледам луѓето партиски. За мене не постои, значи партија, јас ве гледам како личност. Еве вие ако сте ВМРО, па јас би дошла кај вас во емисија, но јас би почитувам како новинар. Зашо јас мора да бидам, вие ќе се бидете ВМРО? Па не мора, бидете СДСМ. Не морам ни СДСМ. Бидете со мене во ударот. Бидете со мене во ударот. Застанете дека вие сте квалитетен човек. Ако во мене толку има квалитет и дојдете вие со мене, зашто и вие сте квалитет. Вие сте еден од првите тројца новинари во државата кои вредите. Ако мене толку висока оценка ми дадете, дојдете. А сега сакате да ме врбувате ударо да бидам. Не ве врбувам. Затоа викате еден од трите најдобри новинари. Не ве врбувам. Да, значи тоа воопште врбување нема. Значи еве да кажем. Ако вие мене толку ми ласкате и вистина го мислите, тогаш вие тоа исто така гледачи, немојте да верувате на убави жени, бидејќи они сакат со своето сладкоречивост да ве врбуваат, да бидете присутни во ударот. А ова многу интересно кажано, токму така, значи во јавноста надвор, значи од сега пробувате. Ова така јас го сваќам како покана, да ви кажам искрено. Па не знам, луѓето не се толку глупави дека може да ве врбува една, јас сум жена во години, убави жени ги има многу, значи имаме многу убави жени. Зошто не се појават убави жени да предводат нешто храбро? Во овој удар не постои убавина. Во овој удар делува... И добро, значи, за колку време ќе острушите Груевски вака сега? Апроксимативно. За година, за 2, но ударот не се откажува. А може никогаш? А за тоа никогаш народот ќе каже. Ако продолжи со овие погрешни политики, Никола Груевски за 1 година сам ќе си даде оставка, а не да поднесува тужби за тужбата што сега, за нарушено здравје. Значи ве молам, срамно е да се каже премиер дека тужи за нарушено здравје. Тогаш човек со нарушено здравје ли нас не ја води политиката? Па ја не сакам ни да поверувам дека нашиот премиер е со нарушено здравје. Подобро нека се откаже од тие пари да докаже дека не е точно она што се шпекулира. Никола, видете? Не знам, господи Никола, после едно вакво уште интервју да дајте,
Отиде Агром Буџаку назад од Франција. Ама зошто го мешате Агром Буџаку со ова? Агром Буџаку си е во друга политика. Јас сум си во друга, мене ниту Агром Буџаку, ниту СДСМ, ниту ВМРО не може да ме сопри. Во каква држава живееме. Агром Буџаку е господин, видете господине Ефтов. Тој во Европа е подценета личност. Јас би сакала европјаните да го ценат отколку Никола Груевски ќе го разрешил Агром Буџаку. Па баш ќе му направи услуга. Никола Груевски треба да моли за таков кадар. И Дуи треба да е вистина поносна зашто постои таков квалитетен кадар и што сметам дека е поносен не само тој, госпоѓата Теута Арифи, останатите на потпаролката, симпатичната, јас се дивам на таков кадар. Зошто би кажала за нив нешто лошо? Па Дуе ја води најпогрешната политика, па тие се европско ориентирани, тоа стана господа. Што бара во коалиција со ВМРО? Па они со европско ориентирани ставови треба да се приклучат кон СДСМ. Ама вие коалиција дека ме растурите. Ма зошто јас да ја растурам? Па тоа е вистината, па тоа. Ма немојте видете, тие се во коалиција што некој што не турка да не одиме во Европа, а Дуи се залага кон европска интеграција. Па Дуи му личи, кај личен народ да застане со иста цел, со иста визија, отколку да остане во коалиција со човек кој што ги тапша по рамо и дава небитни министерски фотели. Па чекате бе, па Дуи крај на крај има многу интелектуалци, треба да капа да и се симне од македонскиот блок. Па вие цунами ке направите на политичката сцена. Јас не испаѓа дека ги бранам Дуи, јас никој не поставам од Дуи. Па вие ке направите цунами на политичката сцена. Зошто тоа е? Јас не сакам да се мешам во нивните. Јас само кажувам гледање и пренесувам ставови на луѓе каде е ликот на Дуи. Дуи му личи да биде во коалиција со СДСМ. Европските ставови не треба секирата тука да ја стави Грујо и да ги влечи за нос со народски кажан. Ја не сум политичар, јас борам со јазикот на народот. Верувате во што го правите? Да. Верувате дека ќе поразите Груевски? Ќе се борам, а поразот Бог. Верувате дека СДСМ не стои зад вас? СДСМ не е ни повикан. СДСМ воопште не знае што се Општинска овој удар. организација. Ама тоа е, видете, центар, општинска организација Центар на СДСМ не стои за овој протест? Не. Може на овој протест, па еве јас како член на СДСМ. Финансиски организационо. Ма немојте ве молам, немојте ни случајно, значи СДСМ можеби само да каже фала и благодарение на овој народ што постои дека има ваков кадар. СДСМ да ви каже фала. Па зошто утре за СДСМ би се борела? борела? СДСМ ќе ве видат во интервјуто. И кога види дека имате интервју со Васко Ефтов. И кога види дека вака добро настапувате. Вие ќе имате едно 5000 непријатели у СДСМ веднаш после интервјуто. Ама јас ако сака цела Македонија нека биде мој непријател. Народот е свесен дека ова води кон погубување. Не може да се дозволи да се погреба Македонија. Погребувањето е со самото навлегување во Европска Унија. Значи да резимираме. Никола Груевски ќе погреба Македонија. Не е веќе боксер, туку е гробар, а веќе опоразите Никола Груевски. Јас не велам личноста како Никола Груевски, туку би го поразила и би застанала, би говорела против погрешните политики. Значи, поразувањето е многу тежок збор. Јас не сакам да му го сменам личниот опис, не сакам да се наметнувам физички, бидејќи јас сепак сум жена, останувам дама. Но сепак, овој удар. Со ваква агресија сигурна сте дека не би сакали личниот опис да им го смените? Ама видете сега, агресија е друго, емотивното настапување е друго, а физичкиот опир е друго. Мала е таа граница помеѓу агресијата, вербална и физичка, знаете. Да дигне рака на маж, видете сега, немојте, па добро, немојте така, значи. Знакот ви е удар, знаете сега, јас претпоставувам дека. Ударот, рековме, зошто е символ. Удар против погрешната политика, удар покрај социјална. Ама Кличко направи тепачки у украинскиот парламент, нели вие го имате символот и символиката на Кличко, така да можеби да очекуваме некои. Па можеби ако дојде до таа револуција и ударот кој што ние ќе го понесеме со нашата вистинска рака, можеби со рака или токмак, како би повеќе преферирале? Не се знае каде ќе води сето ова. Значи ние одиме сега со мило. Ние сега одиме со искажување на нашите незадоволни ставови. Јас застапувам една група на граѓани, посебно на лица кои што треба да го решам нивниот проблем. Јас воопште не страдам дали јас би била функционерка или не би била. Па јас самата по себе сум си функционерка. Вака се гледате место Радмила Шекеринска на пример. Воопште таа е жена број 1 за мене, немојте. Жена за почит ораторка Радмила Шекеринска можат вода да и носат сите. Сега кој ќе ве слуша Радмила Шекеринска,
Има да се препотоа на Зошто секој... да се препотува? Па, Во кој одма смисол? одма ќе рече Па дека зошто еве нешто што вреди е одма ќе паметно во рече дека државата, Мери зошто против би го Радмила земала Ма неziното немојте место. ве молам Радмила Шекеринска, никош и да ми понуди нешто. Мисле, вие сакате местото на Груевски, а не сакате на Шекеринска. Видете, јас не сакам ничие место да заземам. Јас да ви кажам, многу среќа. Бидејќи патот на кој сте трнале, ќе ви треба многу храброст и многу среќа. Господине Васко, бидејќи ме удостоивте со разговор и со едно префинето кафе, јас би сакала да ве поканам во името на организацијата на Ударот. Ова мајца, доколку и вие сте праведен човек како нас и без разлика што сте новинар, да ве видиме на протестот или со ова облечена мајца. Ви реков јас. Ама нели ви реков пред 10 минути дека ќе проба да ме врбува со мајца за да бидам Ако ве учесник. видам таму, значи ќе успеам да ве врбувам. Втора пауза.